Во спортот нема трето полувреме, а во животот таму има. И трето, и четврто, и пето. И секогаш има шанса за поправка на писмената работа. Ми вели Дарко Митревски, режисерот кој деновиве крена меѓународна прашина со неговиот нов филм Трето полувреме. Уште не влезен во постпродукција, филмот веќе провокација за соседите бугари. Работата стигна и до праќање писма во Европскиот парламент. За овие политички перипетии, за филмската магија, како и за животните лични мајстории, разговарав со Дарко Митревски. Него прашав она што им беше јадица на повеќето новинари за кавгата со српскиот актер Сергеј Трифуновиќ, кој требаше да игра главната улога во филмот, оти ми се чини имавме посуштински работи да си кажеме. Колку за подсетување, ова е човекот што му кажа збогум на 20-тиот век, Уа Шнајдери, филмот Балканкан, со кој освои бројни награди по европските филмски фестивали, како и еден од мајсторите на документарната серија Досие Скопје. Доста се индикации. Време е да почне третото полувреме во Пулс. Дарко, како го гледате светот низ ваши очи? Со самото тоа што сме се родиле, даде ни еден голем дар кој што треба да го ни даде поделена ни добра карта заправо. Карта која што треба да ја изиграме најдобро што можеме. Трето полувреме е филм за? Трето полувреме е филм за Македонија во едно турбулентно време. Филм кој е базиран на вистински настани. Филм кој што е базиран на една љубовна приказна помеѓу една богата еврејка и еден сиромашен фудбалер македонец, кои заедно ја поминуваат војната и успеваат да ја преживеат војната. И за неговиот тим, Македонија во тоа време била окупирана од Бугарија, а во Бугарија владееле антисемитски закони. Каква порака сакавте да испратите пред светот? На времето Хичкок рекол, ако сакам да испратам порака некому, ја ќе му пратам писмо. Пораката или поуката или заклучокот кој што гледачот си го создава е всушност авторско дело на гледачот, не на режисерот. И тоа што ќе си понесеш од мракот на кинозалата е нешто што сам си го создал. Мене на академија ме учеа дека филмот се создава 3 пати. Еднаш кога ќе го напишеш како сценарио, еднаш кога ќе го снимиш и измонтираш како готов филм и еднаш кај тој што ќе го гледа. Последната реплика од филмот The Searchers на Джон Форд, кога Джон Вейн на Натали Вуди вели Let's go home, Debbie. И каде им беше проблемот на бугарите, деновиве имаше жестоки реакции по повод вашиот филм, го доживуваат како провокација и обид да се нарушат дури меѓу соседските односи меѓу Македонија и Бугарија? За жал во Бугарија постојат се уште кругови во нивната политика и во нивната јавност кои што со симпатија гледаат на своето фашистичко минато. Имаат една приказна историска која што е фалсифицирана за нивната земја како спасител на евреите. Тоа била земја која што била класична фашистичка диктатура и која што евреите од Македонија и Тракија ги има испорачено на Хитлеровиот Трет рајх, како на тацна. И тие сега се обидуваат тоа да го негираат. Овој филм за прв пат тоа на големи звона го разгласува. Нови податоци може да ги најдете сегде. Ама едно е музеј, друго е филм. Филмот допира до секого. Има огромна моќ. И таа моќ нив веројатно ги плаши. И особено веројатно ги нервира тоа што тоа доаѓа од уста не на некој американец, израелец, германец или кој го да е, туку доаѓа од режисерското перо на еден македонец. Што тие го сметаат како малте непредавнички чин. Што не е, се разбира. Јас изборувам за мојата земја и за настаните кои што се случиле во неа, без оглед на тоа дали тоа некому му се допаѓа или не. И што им одговоривте, Дарко? Па тоа што јас го одговорив, таму не беше објавено. Значи, пративте официјален допис како одговор во Бугарија?
Нашата продукција прати јавна реакција и овде и до нивните, и до нашите и до нивните медиуми. Во нашите медиуми таа беше целосно објавена. Во нивните медиуми, ама во сите, баш во сите, беше цензурирана. Се прави обид да ова се прикаже како некоја фикција која што јас имам измислено, како историски настан кој што никош се нема случено. И тоа подоцна во прилогот на Euronews еден нивен историчар дури го повтори. Дека тие немаат никаква одговорност за тие историски настани и дека е тоа нешто што е спроведено од страна на германската војска, што е лага. Мислам, нема како поинаку да го наречеме освен лага, која што лага тие повторуваат веќе 70 години. Бидејќи таа лага лесно се докажува, постојат живи луѓе, некои од тие живи луѓе се мои пријатели, преживеани од македонски евреи од Холокаустот кој што се случило во Македонија, и тие живи луѓе можам да им ги донесам во студио кога би сакале, да им ја раскажат својата приказна. Како, например, господинот Исак Адижес од Санта Барбара, од Калифорнија, роден во Скопје, избеган од тука кој имал 6 години. Па да раскаже чија униформа носел војникот што му го избил окото. Го очекувавте ова во процесот на подготовки на сценариото, кога размислувавте, нели, во пред подготовките на филмот, очекувавте дека се можни вакви реакции? Па јас очекував вакви реакции од некои неофашистички кругови во Бугарија, не само во Бугарија. Не очекував дека тројца европратеници, кои што, барем за двајцата од нив знам дека се од некоја лева, од левичарски партии, дека ќе станат и на негледан филм и на непрочитано сценарио, дека ќе даваат реакции. Особено не вакви бурни и будалести по мене реакции. Но многу повеќе сум вџашен од речиси гебелсовската машинерија која што во нивната земја проработе, каде што нашите информации од спротивната страна не можат воопшто да допрат. Сите обиди за интервјуа кои што ми беа упатени од нивната страна, јас ги прифатив со една мала назнака дека барам да потпишат договор за авторизација со мојот адвокат од Лос Анџелес. Значи, може да ме прашаат што год сакаат, може да ме прашаат сите можни деликатни и болни теми може да ги отвориме, под услов да моите зборови не бидат истранати од контекст. Ниту една телевизиска станица, ниту еден новинар, ниту еден дневен вестник кој ми пристапи, не го прифати тој услов. Ме плаши затоа што е језиво кога ќе видите дека во цела една земја која што е членка на Европската унија владае таква униформираност, агитпроповска униформираност во медиумите и дека заправо слободни медиуми таму и не постојат. Веројатно е Дарко непријатно да се најде човек во целата оваа машинерија, како што велите, во квази извртени вистини, цензурирани делови и така натаму, пораки кои што имаат некаква позадина, но од друга страна, дали сте свесен дека тоа е за вас одличен маркетиншки момент? Па деновиве за трето полувреме се известуваше во повеќе земји. Прилогот на кој што го направи ТВ Reuters отиде на повеќе телевизиски канали. Може би на крајот ќе треба на овие тројца европратеници и да им ветиме дел од профитот. Да им дадете процент од профитот. Дел од бокс офисот ќе отиде кај нив, бидејќи да не беа тие популарноста на овој филм. Вака раната популарност на овој филм уште не е измонтиран, сигурно не би се случила. Дарко, ќе ве цитирам, велите, дотогаш мислев дека историјата на македонскиот фудбал започнува паралелно со историјата на македонската држава, но собирајќи ги овие приказни дознав дека македонскиот фудбал учествувал всушност во создавањето на македонската држава и дека токму низ фудбалот растела свеста за таа македонска посебност и се создал отпор всушност кон разните поробувачи. Па ние кога учиме историја во училиште, а и кога зборуваме за историја во медиумите и во јавните дебати, обично се повикуваме на некои настани кои што се исторични. Да речеме заседанието на АСНО или Невското востание, Крушевски манифест. Така, некои работи кои што звучат големо и кои што се навистина големи, но звучат некако помпезно, па за нас тоа е само држава. А држава не е тоа, држава е и државност се гради секој ден. Таков е случајот и со фудбалскиот клуб Македонија. Фудбалскиот клуб Македонија настанал Всушност го носел името баш Македонија, така тој фудбалски клуб. Па
Интересно е што уште во кралството на србите, хрватите и словенците постоел фудбалски клуб Македонија, кој што во 27 и 28 година играл во некоја од тогашните лиги и тој клуб бил забранет. Бил забранет токму ради своето име, бидејќи не можело во тогашно време да се вика ниту еден клуб Македонија, бидејќи ова било Вардарска Бановина. И сега со самата забрана од теренот на фудбалот се префрлуваме на теренот на политиката. А некои од старите скопјани ми раскажувале дека оделе на надпревари не затоа што ги интересирал фудбал, или не толку затоа што ги интересирал фудбал, колку што ги интересирала можноста да се изнавикаат Македонија. Гледате во нивните глави таа можност да скандираат веќе представувала некој мал политички помак. Веќе представувала некоја свест дека ова е наша земја посебна од сите други. И не случајно е што дел од играчите на овој тим 44-та година завршуваат во Партизани. Што е за вас патриотизам? Има една изрека дека кога чуеш зборот патриотизам, гледај во кој џеб ти брца тој што го изговорил. Ништо не постои збор полесен за злоупотреба од зборот патриотизам, затоа што многу лесно допира во секое срце и како дрога, како хипноза, многу лесно го маѓепсува секој човек. Таа љубов би требало, не секогаш, ама би требало да се изразува низ она што најдобро го знаеме. За мене патриотизам е бурекџија кој што одлично прави бурек и кој што ужива во својата работа и што го храни целото свое соседство и е горд на тоа што луѓето со насмевка заминуваат од неговата бурекџилница. Патриотизам е кога сте лекар па имате празна ординација бидејќи луѓе во што ги лечите се излечени. Немаат потреба повторно да се враќаат кај вас. Патриотизам е кога сте добар татко, кога своите деца ги воспитувате да бидат добри луѓе. Од тие добри луѓе ќе проискочи некоја друга добрина утре заутре. Твака звучи лесно, како задача која што се прави. Многу тешко да се направи. Да бидете добар професионалец, да бидете добар човек, да бидете добар во односите со луѓето, да бидете добар со своето семејство, да бидете добар со своите пријатели е ужасно тешка задача и за тоа е потребен цел еден живот. Историјата на филмот е за една богата девојка која што се влюбува во сиромашен фудбалер, припадник на друга вера и на друг народ. Нејзината љубов ќе ја натера да се откаже и од социјалната класа на која што припаѓа, дури и од својата етничка заедница, но тоа пак и овозможи продолжување на лозата, потомство, љубов, фамилија, деца и така натаму. Дарко, кој е вашиот став за љубов од друга национална или пак верска припадност? Јас самиот сум дете во чии што предци бајаѓи се мешале. Од разни етнички групи до различни вери и народи. И обично на шега викам дека не сакам друг да ми ги пребројува мајмуните на моето семено стебло, сам ќе си ги бројам. Мислам дека мешањето на гени го прави светот поубав. Една од најголемите глупости на нацистичката теорија за чиста раса, чиста ариевска раса е во нејзината грдотија. Затоа што таквата раса низ генерации е осудена на изумирање, на дегенерација. Меѓу најубавите луѓе на светов спаѓаат бразилците, спаѓаат луѓето од Карибите, спаѓаат луѓето од оние зони каде што се измешале разни раси, народи, вери, идеологии и така натаму. Денес Европа е еден многу повесел континент од она што бил порано, континент на кој што може да сретнете луѓе во поедини градови, во големите европски градови може да сретнете луѓе со различни бои и различни ставови. И тоа мислам дека светот го прави поинтересно место за живење. Од друга страна, секоја забрана за било какво мешање, дружење и делење, споделување на нештата на било кој план, социјален, идеолошки, сексуален, каков год, го сметам за напад на
интегритетот на човештвото, на интегритетот на сите нас и на секој од нас поделно, вклучувајќи ме мене самиот. Никој не може никој не може да те осуди за она што си, за она каков што си роден, како што никој не може ни да ти забрани со кого ќе се дружиш и со кого ќе ја продолжуваш својата врска. Имаме различни јазици и традиции, можеби, но делиме исти емоции на крајот на криштец. Но верата која всушност треба да е најблагородната работа ги дели луѓето. Свидетели сме на голем број војни кои што се на религиска основа, за жал. Во што верувате вие, Дарко? Религијата не е најблагородна работа. Религијата е една од Јас реков верата. најмрачните работи кои што му случи на човештвото. Многу е деликатно прашањето за вера. Што точно е вера? Знам луѓе, што мислам многу го ценам, кои што може да ви потврдат дека одредени луѓе се излечиле самите себе си од рак верувајќи во чудо. И такви примери има во медицината, кога човек ќе најде сила верувајќи во нешто да победи некои искушенија, да победи некои стравови, да победи некои опасности. Од друга страна, и тоа многу почесто се случува, верата е во голема мерка највен шаманизам, збир на предрасуди и наивно верување во нешта кои што звучат фантастично, ама никош не се случиле. За мене, а тоа е личен став, не сакам никого да навредам, верувањето во Дедо Мраз или верувањето во Исус или Аллах е подеднакво наивно. Идејата дека човек на санки лета над нас на ирваси и идејата дека некој оди по вода ми се гледа подеднакво неверојатно. За вашите филмски херои велите играа фудбал во време кога на секој чекор пука бомби. А денешниве бомби со кои се пука се всушност многу по-софистицирани. Тие се во поубав целофан од ова тврдово оружје. Од какви бомби и стрели се вознемирувате? Настаните на кои што сме денес сведоци, економскава криза и облиците на незадоволство заради неа покажува дека светот е се уште темпирана бомба. Поле на борба помеѓу класи и идеологии на ист начин на кој што бил тоа во 19. век. Што е многу интересно. 200 години не сме успеале да излечиме нешто што очигледно се покажува како болест на нашите општества. Ги напредивме само алатките, технологијата. Сега ќе звуча марксистички, но никогаш не е исчистило борбата меѓу класите. Разликите меѓу луѓето и вечната дебата дали тие разлики треба да постојат или не, дали се природни или наметнати, остануваат. По мене не сме сите исти. Навистина природата не ни дала да бидеме сите исти. Од друга страна, доблеста на нашите општества е во тоа да и на најслабите помеѓу нас им даеме шанса. И во тоа се препознаваат добрите од лошите системи. Кога еден политички систем ќе поверува дека е создаден само за најдобрите, тој ги отпишува сите останати. И тоа е токму она што денес се случува во Америка и големата побуна во Америка, по мене. Да разните луѓе од маргините на општеството, не само од маргините, го кренат својот глас и да кажат каде е нашето место. Ние сме останатите 99%. Вашиот филм Трето полувреме е базиран на вистинска приказна и на вистинскиот лик на жената и рековте извинете за мојата љубопитност, но како успеавте да преживеете? Сега, Дарко, извинете вие за мојата љубопитност, но ве прашувам како успевате вие да преживеете во Лос Анџелес? Живеењето во тој град во многу аспекти е помалку стресно од живеењето во Скопје. Затоа што е тоа едно многу посредено и побогато општество, каде што постојат правила. И ги учиш правилата, се водиш по тие правила, се разбира, скршнуваш од правилата секаде каде што тоа е можно. Регулирано е, брате. И колку време веќе живеете во Лос Анџелес? Па веќе 5 година. 5 години кои што се многу полезни за мене. Ја би му препорачал на секој човек кој има авантуристички дух во себе да проба живење на некое друго место. Таквото живење
те прави духовно побогат, дефинитивно потолерантен и далеко поискусен човек. Не би заробил една слика, би заробил неколку слики од моето детство. Од оние мигови која светот изгледа исклучително некомплициран а живењето фантастично лесно. Велите филмот треба да биде брз, валкан, прашлив, прекрасен, а животот? Неколку милиони сперматозоиди се бореле за прединство кој прв ќе стигне да ја оплоди јајцеклетката од на нашите мајки. Само еден од нив успеал да го стори тоа. Тоа сум јас, тоа сте вие, тоа се сите овие луѓе кои што мрдаат околу нас. Со самото свое раѓање ние сме веќе шампиони, ние сме веќе победници, ние веќе сме оствариле нешто. И ред е да така победнички тераме и низ остатокот од животот. Тоа е некоја моја, не е рецепт, ама е некоја формула, некоја мантра до која се држам. Дарко, велите, ќе биде возбудлива задача да се реконструира тогашното старо Скопје со сите оние објекти мала кои што земјотресот всушност ги одзема. Проектот Скопје 2014 ќе ви помогне во имагинацијата или? Проектот 2014 нема допирни точки многу со овој филм. Овој филм се случува во минатото и е приказна за едно Скопје кое што повеќе го нема или го има само во назнаки. Ниту пак може минатото да се реконструира во секојдневниот живот. Минатото е сведено на сеќавања, стари фотографии, архивски снимки, сечоци од весници и постои само во нашите глави, најчесто. Да се реконструираат настаните на филм, да се реконструира еден град на филм е поверодостојно заради магијата на филмот. Јас самиот на неколку моменти при снимањето на свој собствен сет, кога малце ми попуштила концентрација, сум се свртал зад себе и сум погледал актери, статисти, сценографија, сето тоа преслечено во Скопје од 40-тите години, сум имал чувство дека јас сум всушност таму, тоа не е мое дело. Јас сум во некој времеплов и сум се вратил 70-ти на години назад. Толку е силна таа филмска илузија затоа што ве обзема од сите страни. Тревски, вашиот филм Трето полувреме зборува за еврејско малцинство всушност живеело тука, на територијата на Македонија, а луѓето честопати знаат да кажат аман веќе од холивудските лелекања над еврејската судбина, но првпат се снима филм за македонските евреи, така? Па Трето полувреме не е лелекање над нечија трагедија. Ниту пак ја мислам дека постои доза до која што треба да се прават и над која што не треба да се прават филмови на одредена тема. Втората светска војна и Холокаустот, кој што не е само злосторство над евреите, бидејќи тие завземаат статистички гледано завземаат огромен процент од вкупно истребените, намерно го користам овој збор, истребените луѓе во гасните комори, не само во гасните комори на Хитлеровата Германија. Таму се убивани политички противници, таму се убивани јеховини сведоци, таму се убивани хомосексуалци, таму се убивани ромите, се убивани се словени, убивани се многу други припадници на други разни скупини кои што не биле по мерак на тогашниот режим. Тоа не е спроведено како во Руанда. Не е спроведено така што една група и припадници на една идеологија или на еден народ напаѓаат друг со мачети. Туку во тоа убивање се употребени најголемите пронајдоци на нашата цивилизација. Тоа е индустрија на смртта. Цел наш напредок, цела наша технологија, цело наше знаење за хемијата,
за индустријата, за транспортот, за медицината. Сето тоа е ставено во служба на злото. И тоа е вака една застрашувачка работа, кога не нашата агресија, која што не може да ја канализираме, а туку нашиот мозок и нашите најдоблесни нешта ќе ги ставиме во служба на најмрачната од сите идеологии. И тоа е што Холокаустот го прави толку интересен за филм. 98% од еврејската популација се избришани од картата на Македонија на 11 март 1943 година. 98% е како цифра на луѓе, 7200 луѓе може би и не се многу споредено со бројка од 11 милиони. Но статистички гледано, 98% е поголема цифра од Полска, да речем. Поголема цифра од Германија. Тоа е цела една култура, цела една цивилизација избришана од мапата на Македонија. Митревски, на што останавте верен во животот? Па мислам дека остана верен на своите тинејџерски сништа. Мислам дека остана верен. И на сето она што сум верувал кога сум имал 15 години, не сум го изневерил. Сето она за што сум сонувал тогаш, сега се обидувам да го остварам. Се надевам, не сум сигурен, ама се надевам дека сум останал верен на луѓето кои што ме сакаат и кои што верувале во мене. И исто така се надевам дека со своите дела им возвраќам некако за таа верба и за таа љубов. Дарко, ви благодарам што во овој ваш турбулентен период на патување и постпродукција на филмот Каде се не Прага, Хрватска, Лос Анџелес, на 2-3 дена сте во Скопје и одвоивте време да бидете гостин во Пулс. Ми беше задоволство да разговарам со вас. И мене исто така.